Ракометарите на Радовиш го добија драматичниот меч со Прилеп на домашен терен со резултат од 32-31 и со тоа се изборија за директен опстанок во Суперлигата и за следната сезона. Надпреварот одлично го отвори Радовиш, имаше предност од 2 до 3 гола, а на полувреме замена со 2 гола предност, односно 17-15. Во втори дел и двете екипи се обидуваа да наметнат резултатска предност, а во еден момент Прилеп и го сврте резултатот. Во самиот финиш од надпреварот беше повеќе неизвесен, а Радовиш дојде до нов пресврт и до триумф со гол разлика, односно конечни 32-31. Значи ние уште на почетку знаевме дека ќе биде тежок надпревар за играње, пред се психички, затоа што многу работи ни зависе од овој надпревар. Како што кажавте, со оваа победа изборивме опстанок во Суперлигата, која ни беше и примерна цел со почнувањето на подготовките уште во месец август. За наша радост ја остваривме таа цел морам да кажам, доста една турбулентна сезона за нас како клуб, со разни промени, со големи проблеми, значи во клубот на крај се стабилизиравме и еве на последни два надпревари покажавме дека знаеме да играме ракомет, дека овие играчи се искусни, имаат знаење и дека заслужуваат да играат во Суперлига. Сакам да честитам на екипата на Прилеп за коректната игра и исто да ја пофалам публиката кој ни даде доста голема подршка, како и највачката група на лебари, кои ни беа еден ветер во грб за да извоиме оваа победа. Од турбулентната сезона со која Радовиш се соочуваше од почетокот на истата, на крајот целта која беше поставена со освои директен опстанок во Суперлигата и за следната сезона. Знаевме дека иде многу тежок надпревар, игравме против доста квалитетна екипа, екипите на Прилеп веќе 2-3 години наназад има стварно солидна екипа. Имавме шанса, знаевме, победивме во гости во Прилеп, знаевме дека имаме шансата дома. Тој притисок меѓу играчите се осети со оглед на важноста на надпреварот, дека знаевме, ако победиме дома, сигурно обстануваме. Ако изгубиме, ќе имаме уште една шанса, но како што рековме и со играчите, кои се договоривме, се зависи од нас да си ја решиме работата дома. Имавме спортска среќа и заслуживме таа спортска среќа, искрено да кажам. Последните 10 минути беа ракомет, како да ви кажам, ракомет, стварно ракомет. Многу притисок, многу тензија, но сепак за среќа се испадна во наша корист и останува во Суперлигата. Тоа што е зацртано го остави. Младите тренери Спасе Георгиев и Александар Долдуров минатата сезона направија голема историја, откако Радовиш под нивно водство преку бара се врати експресно во Суперлигата, а сега одново под нивно водство Радовиш избори директен опстанок во Суперлигата. Следната сезона одново ќе се следи суперлигашки ракомет во спортскиот рекреативен центар 25 мај.